Среќен празник нека ти е. Среќен 8 март. Да си ми жива и здрава и уште многу 8 мартовци да си дочекаш. Поведи, ово е за тебе. Хвала многу, викам што ми донесува цвеќе. Хвала на сите. Господ здравје нека ги дава. Овие зборови на искрена благодарност и благослов баба Марија денеска ги упати кон Борче, Ангел и Душица и кон останатите сограѓани кои од утринава доаѓаат во низината трошна куќарка во Ново село. Трогнати од емитуваната сторија на телевизија Стар во вчерашните вести за несреќната судбина на баба Марија, побрзаа со единствена цел. И таа овој ден да го почувствува како посебен, а не како во изминатите 34 години, само обично катадневие. Со цвеќе и пригодни осмомартовски подароци, добронамерните штипјани измамија насмевка кај 86 годишната старица. Исполниме се желбата све, ама не бива. Староќе голема. Нека бие тони живи и здрави. Задоволството да се усреќи човек тогаш кога е најпотребно, нашите сограѓани не го криеја и пред микрофонот на телевизија Стар. Вчера ја изгледавме вашата сторија, вашиот прилог за баба Марија и една трогателна сторија на вистина. Пробавме денес да видиме како би изгледало со малку внимание, да има насмевка на незиното лице. Бевме фасцинирани од тагата во незините очи, но сепак имаше сила да се насмее. Не благословуваше, ни посака здравје, среќа, ние посакавме да си дочека уште многу празници. Прво јас сакам да заблагодарам на ТВ Стар заради инвентивноста да ги пронајдат случаевите на луѓе што се заборавени од општеството, да не речем од блиските, што се у тешка состојба здравствено. Овај случај на тетка Марија Митрова или баба Маре, за да можеме да преземеме акција секој своеволно, јас у име на Христијанска црква Оаза, да можеме барем за овај ден на жената да го разубавиме, да направиме нешто. А верувам дека секој еден од нас може да направи еден за друг, за да си го разубавиме живото, да полесно биде за сите нас. Денешниот гест на Штипјани, честитајќи го 8 март на баба Марија, потврди: потребно е сосема малку да се стори за да се усреќи нечија душа. Но ово е меѓу ретките примери чија осаменост излезе од сенката на анонимноста. Како баба Марија во Штип има мноштво жени, за кои е потребно да се посвети сосем малку, но вредно внимание и почит. Телевизија Стар секогаш е подготвен и на тие жените помогне. Подготвен е да ги подсети сограѓаните дека секој од нас заслужува свои 5 минути, а не како пластичното цвеќе од покојниот сопруг на старицата од нашата приказна, да е нем подсетник за толку посекуваните срекни моменти во животот, а чекани со децении.